Добро утро за Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Денеска малку порано, обично те сместуваме негде по програмскава шема што имаме околу дневникот и изданието на вестите околу 9 часот, ама со доктор Митов малку поместивме 10 минути, бидејќи тој имаше некакви обврски утринава, а тоа е следната содржина. Нашиот Александар Митов, познат по своите прекрасни здравствени анализи и така натаму, па рековме тебе да те ставиме некоја минута порано. Дејане, што има ново во светов? Само за корона се говори или и некои други теми почнуваат да стануваат важни? Ми се чини дека после коронава сега почнуваат полека да доаѓаат до израз првин последиците од короната, кои нели ги коментираме изминативе недели, но и почнува полека светот да се враќа во она своја нормала, ако може така да се нарече дека е нормала, ако се земе во предвид дека големите сили повторно ја продолжуваат она однапред утврдена геостратегија и доктрина за доминација во светот. Велам, како последица од коронавирусот, еве ќе кажам дека на Балканот како последица на коронавирусот, нели Србија денеска ја укинува воредната состојба, остануваат воредните мерки и по коронавирусот најавува дека на 21 јуни оди на покраински парламентарни и локални избори. Ќе видиме денеска српското собрание што ќе донесе како одлука. Во секој случај најверојатно Србија денеска ја укинува воредната состојба, што на некој начин нели е индикатор дека кога соседот нели ја укинува, дека кај нас наскоро тоа ќе се случи. Што се однесува на глобалната политичка сцена, повторно последица од коронавирусот, германски Билд објави таен извештај, повикувајќи се нели на американските разузнавачки служби, во кој се тврди дека Кина лажела за епидемијата на коронавирусот. Според Билд и според американските разузнавачи целта била Пекинг да се здобие со време за набавка на голема количина заштитни маски на меѓународниот пазар, пред тие да станат најбараниот производ. Во овој извештај, кој се повикува на досието на американските разузнавачки служби, Билд наведува дека Кина намерно го минимизирала вирусот на почетокот на јануари, а во исто време го зголемила увозот на медицинската опрема, а го намалила својот извоз. Исто така, според Билд и според разузнавачите, кинеските лекари имале забрана да излегуваат во јавност и да предупредуваат за појавата и за опасноста на овој тип на вирус. Овој текст и овие нели досија на разузнавачите му одат во прилог на американскиот претседател Доналд Трамп, кој вчера јавно и се закани на Кина дека ќе бара одштета од 1000 милиарди долари за оштетената американска економија, дека ќе ги зголеми царините кон Кина, и она што според мене е најважно е дека нема да го врати долгот кој го има кон Кина, а тоа е огромен долг на на Соединетите американски. Што е право, Дејане, Билд не е баш најогледниот вестник во Германија и овие шпекулации ги слушаме од разни страни. Сигурно дека ќе има отворање на целото тоа досие, како настана, од каде потекнува и како така брзо се прошири вирусот, кој што навистина нанесе драматични последици не само во некакви политички, туку во општи животни околности во кои што живееме. Заживува ли економијата? Што велат прогнозите на тоа поле? Повторно ќе кажам, Трамп сакајќи да најде алиби, барам според овие извештаи и според анализите, се обидува да ја префрли одговорноста од себе кон некој друг и повторно најавува дека економијата ќе отвори, ќе заживи во наредниот период. Ќе видиме тоа со економијата, тек допрва ќе го гледаме, ако се земе во предвид дека и Соединетите американски држави се во предизбори на некој начин, бидејќи тие претседателски избори се закажани за 3 ноември годинава. Сашо, она што според мене е најголем фокус во светот според моево некое гледање е ова што се случува во Венецуела, имено Николас Мадуро, претседателот на Венецуела, кој подолго време има непријатности со Доналд Трамп и со вкупната американска политика, која не го признава како легитимен претседател, објави дека Венецуела во моментот се соочува со американска воена инвазија. Се работи за уфрлена група од 13 војници, односно воени
вооружени сили на американската една американска приватна организација, се вика Silver Corp организацијата, која наводно имала за задача да влезе во Венецуела и да го ликвидира Мадуро. Тие биле пресретнати и уапсени од венецуелската армија. Мадуро излезе и рече дека Доналд Трамп под превезот на коронавирусот и сето ова што се случува се обидува да ја освои Венецуела по тивок пат, односно уфрува приватни војници, приватни американски војници од приватни воени компании во САД, кои се формирани повеќето од воени ветерани и припадници на војската кои се веќе во пензија, но се уште се физички активни. Уфрлени се неколку групи и Мадуро предупредува дека САД веќе ја почнала инвазијата врз Венецуела со цел него да го ликвидира и да го донесе на власт нивниот, како што вели послушник. Ќе биде тешко Венецуела да се освои со 13 платеници, но ако ги уапсиле, ако ги фатиле, ќе биде тешко исто така да се демонтира дека нешто е таму правено. Да биде ликвидиран Мадуро. Од друга страна, Пентагон и Доналд Трамп го негира ова тврдење, велејќи дека не знаат кој стои зад овој, зад овој терористички обид, а припадниците на Silver Corp организацијата, воената организација од Соединетите американски држави сформирана од воените ветерани на САД, само кратко изјавија дека целта им е да го урнат Мадуро и да го постават Хуан Гуидо за председател на Венецуела. Повторно ќе кажам, како последица на коронавирусот некако започнуваат тие војни игри. Само за крај на овој краток извештај сакам да кажам дека и 3 американски војни борбени бродови разузнавачи и еден британски впловија во Баренцовото море како одговор на оние обвинувања на Соединетите американски држави дека Русија го надлетува кај брежјето на Аљаска, што го крши на некој начин границите на САД, па сега САД во Баренцовото море, во близина на руското пристаниште Мурманск, распоредија борбени бродови со цел на некој начин би рекол како да игра на нерви, како прегрупирање на геостратегијата на големите сили. Ќе видиме што се така донесе во наредниот период. Еве на крај уште да спомнам јас вчера, ако не се лажам, и големиот лидер на Северна Кореја доби орден од Владимир Путин за постигнувањата во, предпоставувам, комунистичките и воопшто тој тип на идеологии во светот, бидејќи гледаме дека се загреваат оваа 2020, се загреваат темите, нема да биде изгледа само запаметена по коронавирусот, пред се заради тоа, туку и заради разноразни политички собитија кои што ќе ја загреат топката во смисла на избори, воени интервенции, приватни војски, платеници, ордени за достигнувања во демократијата и квазидемократијата и така натаму. Дејан Андоновиќ, благодарам и за ова вклучување во утрински брифинг.